Добро вечер и добра ноќ на многу од вас, драги пријатели, поточно сите. Вечерва ќе имаме една видео анализа од денот што замина пред нас. Поточно сакам да анализирам парадата што се одржа во Москва по повод 81 годишнината од победата над фашизмот во Европа. Не ми текнува кој руски генерал кажа Европа никогаш нема и светот да ни прости што го победивме фашизмот. Тоа се и случи. Во Украина што се случува, тоа не е војна меѓу Украина и Русија, да се разбереме. Таа војна не е ни со САД, ни со НАТО, тоа се еврејското лоби. Но сепак ко слуги на еврејското лоби е тука Западот, бидејќи Светска банка, ФФМ е у нивни раци, како и државните резерви или ФЕД што ги викаат во Америка. Во сама Велика Британија, далеко веќе велика, живеат околу 290.000 евреи. И кој беше сценаријето за парадата во Москва? Но Путин како човек што работеше во КГБ, во разнувачката агенција, значи на некогаш СССР, интересна работа досега е секогаш еден чекор пред нив. Како го спречи сценаријето? Сите очекувавме вчера да видиме ко порано тенкови, а Запад очекуваше да види Сармат, торпедо и така натаму нуклеарните. Но, што направи Путин? Чак ни тенкови ништо не изнесе, само војници. А во некои градови во Русија не се ни одржа парада. Што мислите, зошто го тоа направи? Прво, ако се појавеа тенкови и друго оружје на парадата во Москва на Црвениот трг, и во случај тогаш Украина, поточно Велика Британија и другите сили, и помогна да рекетираат, значи ќе беа тоа војни цели. Сега само војници маршираа, ништо друго. Значи тоа не може да биде војни цели и цивили беа на парадата. Значи, овој чекор напред, буквално ги измами Путин и не им дозволи да го направат ово сценарио. Друга работа, што многу смешни се ми така наречените аналитичари, и западни, и европски, па и светски, велат Русија влезе во 5-та година на војна во Украина, не може ништо да направи. Прво има една изрека за русите, дека бавно го седлаат коњот, но долго јаваат. Ја многу пати, оние што редовно ме следат, ги следат моите видео анализи, јасно кажав дека целта на Путин во Украина не е да освои Украина, ќе имаше тогаш партизански војни, он сака да очисти. Он го прави ко укочење. Јас сум таму, тој кај родени, ко татко Миличанец. Оризо се треби предварање. Значи, он ја треби Украина од нацистите, или бандеровците, како ги нарекуваат, бидејќи посебно Галиција, тој дел, е огромна грешка која направи Стајин во Втората светска војна. Познато дека на Романови, еден од советниците, му советуваше немој никогаш да припојуваш Галиција, ќе распаднеш империјата. Таа грешка направи Стајин во Втората светска војна, во
со договорот со Хитлер кога Полска беше нападната. И затоа за време на Втората светска војна Степан Бандера се појави, тука загинаа и многу клинци, но и пољаци, и се формираше дивизија која се појави пред Сталинград или која се викаше Галиција. И за да нема слична причина, Путин одлучи оружје да не покажува на парадата во Москва вчера само војници. И малку ми смешни се аналитичарите кои кажуваат на слабост. Не. Он сакаше да избегне ексцес кој после и ќе мораше да одговори нуклеарно или било како. Мислам, многу што може ескалација горе да донесе, а интересна работа Велика Британија и неколку други војни сили се подготвуваат Калининград, да го нападнат или да го блокират. Тоа Русија може да ја предвика Велика Британија буквално да ја потопи, а никој нема да ја тргне во помош нити САД, нити било кој. Русија поседува торпеда Поседон, кои се нуклеарни во исто време и може да подигнат бронови околу 500 метра високи, значи да го потопат британскиот остров. Пред нас е не многу интересен период, тоа инако не е оно што го кажаш, нешто нередно следат. Целта е бркање на САД од Блискиот исток. Значи Израел САД ќе донесе во незавидна ситуација, но тоа во оние што ме следат во наредната моја видеоанализа. Уште еднаш ќе повторам, вчера пропадна сценаријето на Западот за парадата во Москва, значи Путин и нивната обавешна служба или ФБА еден чекор пред нив со намалена парада, иако на парадата си беше Си Џинпинг и Ким, главните војни, така да кажеме, партнери, тука Иран, да се разбереме. Иран не војува сам против Израел и Америка, тука му помога и Кина и Русија. Драги пријатели, оние што има желба да ги следат моите анализи, треба да притиснат на копчето претплати се или subscribe и редовно ќе добијат први моите анализи, и ако се допаѓа анализата, може да стават лайк или коментар на кој одговара. Ви посакувам добра ноќ, убав сон и со содатство Македонија напред.